Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон го обвини Иран за алармантни провокации со цел дестабилизација на земјите на Блискиот Исток и подкопување на американските интереси во тој регион. Тој остро го критикуваше и нуклеарниот договор со Иран постигнат во 2015 година. Според Тилерсон, со овој договор само се одложи иранската цел да стане земја која ќе има нуклеарно оружје. Договорот не предвидува ништо во врска со алармантните сегашни провокации од страна на Иран на Блискиот Исток, изјави тој. Тилерсон додаде дека редовниот 90-дневен преглед на договорот со Иран нема само да се однесува на тоа дали таа земја ги исполнува обврските од договорот, туку и дали однесувањето на Техеран продолжува да ги подкопува американските интереси во тој регион. An unchecked Iran has the potential to travel the same path as North Korea. Тилерсон ја повтори оценката дека Иран е водечка земја во светот која го спонзорира тероризмот и оти стои зад сајбер нападите врз Соединетите држави и сојузниците на Блискиот Исток. Ден предходно Стейт департментот го информира Конгресот дека Иран го спроведува минатогодишниот нуклеарен договор со светските сили и затоа треба да има натамошно олеснување на санкциите против Техеран, што е предвидено со тој договор. Ваква потврда Стейт департментот му испраќа на Конгресот секој 3 месеци и е прва издадена од администрацијата на председателот Доналд Трамп. Олабувањето на санкциите кои предходно ги воведоа Соединетите држави, Обединетите нации и Европската унија се условени со намалување на иранските нуклеарни активности. Што се однесува до Северна Кореја, Тилерсон изјави дека се разгледуваат сите можни опции. We're reviewing all the status of North Korea, both in terms of state sponsorship of terrorism, as well as all the other ways in which we can bring pressure to bear on the regime in Pyongyang. Рекс Тилерсон на 28 овој месец ќе председава со седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации посветена на нуклеарната програма на Северна Кореја.